Значи, здраво, здраво. Ова е гуската Снежана. Снимав кога ги 3 видеа, уствари наместо да ставам пауза на 3 пати, јас 3 пати го избриша видеото. Леле, која гуска сум. Иде да пцујам, аман. Здраво, здраво, значи ова е каналот на Снежа мрежа Сторис. Јас сум Снежана. Правам видеа со цел да комуницирам со сите вас. Бидејќи сметам дека на тој начин можам да си го подобрам своето живење, својот живот, нормално и животот на луѓето околу мене. Сакам да комуницирам со секој од вас. Тоа би ве замолила ако некој се заинтересира или слично има што да каже, нека пише нешто во коментари, бидејќи ќе се разгори дискусија, а дискусијата е секогаш патот кон се што е добро, нели? Дискусија е дискусија, те текнуа. Инаку се занимавам со рачна изработка на кутии веќе 5 години. Правам рачна изработка на кутии по нарачка. Како што може да видите во видеата подоле, тоа на рака ги правам и така натака, и еден ден се надевам дека ќе живеам од споделување на видеа на YouTube. И така, а ова е мојот син Христијан, што личи на Хаги Ваги. Хаги Ваги што джвака мастика што му е љута. Оди наполни водичка, вако знаеш. Оди наполни водичка. Не знам. Сега вака. Причината на денешното на тоа што денеска се потрудив 3 пати да си ги исклучам своите видеа како некоја ваква, е тоа дека Џони Дип го доби случајот. Има луѓе кои што се помлада генерација, кои што не знаат кој е Џони Дип воопшто. Што мене ми е многу чудно, ама тоа е, годините си го прават своето. Човекот работи од својата таму 18-19 година, ако не се лажам. Тој е актер. Има направено многу филмови, односно има глумено во многу филмови, како што е на пример најпознатиот, нели, Пиратите од Карибите. Вили Вонка and the Chocolate Factory, филмот Чоколадо, Blow и многу други филмови. Она кое што е специфично и за него е тоа што човекот многу, освен што е добар актер, има дарба за тоа, многу сака да работи, многу сака да снима. Па така, човекот во просек има снимено по еден филм годишно. Целиот свој живот, значи не само неколку пати, значи целиот свој живот има по еден филм годишно снимано, over and over. Оно што го знам за него е дека на времето има изјавено дека во приватниот живот не се снаоѓа баш толку многу добро и не се чувствува толку многу добро во својата кожа поради своји причини или што има некои своји недостатоци, трауми и така натака, па така најдобро се чувствува во својата кожа кога снима филмови. Молам се. Што значи дека толкав е коефициентот на желбата на неговата, коефициентот на неговата желба за снимање, тоа сакав да кажам. Значи човекот сака да снима, сака да работи и сиот свој капитал што ги има стекнато, сите своји пари, сите своји недвижнини, така натака, ги стекнал со помош на својот личен труд. Значи работа и само работа. Тоа не го прави, например, да речеме, ако некој работи е добар работник, нели се вели не мора да значи дека е добар пријател или добар сопруг. Всушност, нели, сакам да кажам дека не значи дека ако он добро работи дека е добар во се, нели, не сакам тоа да го кажам, но од друга страна пак сите тие обвинувања кои што беа кон него направени исто така не беа точни. Имено за оние кои што не знаат, се водеше месец дена скоро се водеше постапка за откривање на вистината во врска со тоа дали Џони Дип ја има тепано неговата последна предходна сопруга Амбер Хърд или ја нема тепано, дали ја има сексуално злоставувано или ја нема сексуално злоставувано.
значи судењето беше многу тензично, значи многу беше емотивно. Џони Дип во својот тим имаше многу добри адвокати. Името Камил Васкес за оние што го гледа веднаш чим значи нешто, девојката, адвокатката, тоест негова го водеше случајот буквално како да го водеше за себе, што би се рекло, толку емотивно, толку внесено, толку паметно од незина страна. Даваше многу добри забелешки кога требаше да ја испитува Амбер Хърд, даваше многу добри забелешки, многу добри поенти. Секако, мислам, таа не го доби случајот сама по себе, нормално, тука имаше и многу други адвокати кои што учествува, но со еден збор, значи тимот на Џони Дип направи многу, покажа како треба да се води една битка, едно судење. Тука беше нели неговиот адвокат Бен, како беа сконцентрирани, како го водеа случајот, како буквално можеа да извадат се што може да се извади од Амбер кога застануваше она да сведочи. Инаку, за оние кои што знаат, мислам, колку глупости знатресе Амбер во текот на целото судење. Сите знаеме незините фаци дека беа на TikTok правени и преправени во компилации, во смешни видеа до безкрај. Буквално јас се смеев на секој од нив. Особено смешно беше незината изјава дека незиното куќе засказнало на пчела, од кој што дури се направи една ремикс песна која што е многу смешна, исто може да си ја пуштите My Dog Step on a Bee, и е многу смешна. Значи, познато е незиното видео и целото незино просто смешно сведочење, за се што кажуваше немаше никаква логика. И на крајот се испостави дека поротата имаше слух за сето тоа, имаше свест за сето тоа, и доследи, значи досуди вакво правда за Џони Дип. Затоа го правам денеска ова видео, затоа што се радувам на резултатот од целото судење, затоа што буквално, како во македонските народни приказни, буквално онака правдата излезе на површина. Значи немаше таму тртки мртки со тие финти неизини, бидејќи она као одеше на картата, Амбер Хърд одеше на картата на тоа дека правото на слободен говор, нели, им се ускратува на нејзе после судењето, нели, таква беше изјавата. Колку е она разочарана, бидејќи правото на слободен говор, вика, јас не верував дека во Америка, вика, може ми се случи ова. Меѓутоа, правото на слободен говор го имаш, да, но не треба да го злоупотребуваш. Ти имаш право на слободен говор, ама не можеш да шириш лаги за некого во весниците, затоа што ти имаш право на слободен говор, нели? Она всушност го злоупотреби тоа собствено право и лажеше дека он не ја тепал, ја млател, ја не знам шо правил и слично. Ова е многу добро судење, затоа што ова судење ќе прати многу голема порака кон сите луѓе да се охрабрат, да зборуваат за семејното насилство и кога е во двата правци, не само кон жените, туку и кон мажите, бидејќи знаеме дека, нели, и мажите знаат да бидат вакво да се како се вика, и мажите знаат, нели, да бидат жртви на семејно насилство, не само жените, и не треба да биде срамно да зборуваат за тоа дека им се случило, дека жената нивна ги истепала, дека имаат отечено око или потечен нос или прстот, пазете, мислам и се молам, таму го има дури исечено прстот со шиша. Замавнала кон него со шиша водка и му го лупнала прстот, ова цело вака парче овдека му го немало. Што значи и мажите може да бидат жртви на семејно насилство и треба да се охрабра да зборуваат за тоа, да не им е срам, дека на тој начин сите оние лепотици, прелепотици, блондинки и слично кои што се од надвор убави, меѓутоа од внатре се вистински монструми, ќе може да им се стапне на опашот и да им дојде крајот и да знаат дека не може да прават буквално што сакаат, бидејќи Амбер Хърд во целите овие 6 недели што траеше судењето, она буквално
го правеше будала цел свет. Значи, она цел свет, ние сите што сме, нели, што гледаме што се случува, ние сите гледаме црна хартија, а таа око не и трепнуваше, значи викаше не, хартијата е бела, вие го гледате, ја гледате хартијата од погрешен агол. И конечно, значи, треба да се стави крај на таквите обиди на одредени личности да прават, да манипулираат со голем број на луѓе и од црно да го прават бело. Многу ми е важно цело во ова судење за мене лично, бидејќи јас во мојот живот познавам таква личност, тоест познавам 2-3 такви личности, кои што се многу опасни по околина, кои што ќе направат вие да се чувствувате непријатно, неубаво, непријатно избунето, само за да си ги остварат нивните собствените цели. Значи, нивниот себичлук не познава граници. Нивниот себичлук не познава граници. Во еден даден момент на судењето, се појавува на судењето сведок од некој нивно таму списание, TMZ се вика, да пример, не знам, нека жута штампа, како, не знам сега кај нас како да го споредам, ние немаме такво нешто. Значи, тој е голем портал, нели, голем магазин, кој што се бави, како еден вид на папараци се бави, значи со споделување на вести, пикантерии од животот на познати личности, како што да речеме, не знам, Ким Кардашијан ли, нели, од тој калибар. И, значи, дечково сведочи дека една вест не може да биде пуштена во етер, значи, за толку кратко време, во рок од еден ден, освен ако не е споделена од страна на изворот. Значи, мора да се јави некој, да речеме јас, например, ако кажувам некоја вест, ако веднаш се пушти на интернет, тоа значи дека дошла директно од изворот. Зашто ако не е директно од изворот, треба да поминат, не знам, неколку дена, да речеме, не знам колку дена, да ќе се прочепка од каде доаѓа, дали е релевантна или не е релевантна и така натака. Таков бил случајот со веста на Амбер Хърд, кога одела на да поднесе документи за развод со Џони Дип, нели, и да каже дека она била тепана. И се јавила на тој портал, TMZ, значи она самата се јавила. Им дала видео од Џони Дип како клоца по кујна, и им кажува денеска ќе бидам на судење во 12 часот и ќе ми ја снимате десната страна, бидејќи тука ќе имам модринка. Модринка која што таа самата си има нацртано. Значи, и ќе ме снимате. И сега кажува дека таа немала никаква врска со TMZ зашто се појавил тука на местото на настанот, туку дека тие случајно се појавиле тука. Меѓутоа, тие не се појавиле случајно таму, туку биле викнати од нејзе. И таа седи, значи, на местото за сведочење и прашуваат и кажуваат вака и вака, значи, тоа е тоа, он не знам, вика, кој ги викнал, не сум јас. Тоа, вика, не е точно. Значи, таквите луѓе кои што сериозно ќе ви наштетат во вашиот живот и притоа нема да преземат никаква одговорност за истото, се едни од најопасните личности што може да постојат во нашето општество. Се буквален канцер на општеството. Тоа е тоа. Јас само ќе поентирам на крај дека сум многу среќна заради случајот од тие причини, што тоа е нешто што секој од нас може да сретне на таква личност во својот живот, која што ќе ве прави будала со сила. И сум многу среќна заради Џони Дип што го доби случајот. Ова е правда за сите нас, не е само за него. Ова е правда за сите нас што сакаме да зборуваме искрено и честно, за сите нас што правиме добри дела, показател дека вреди да се биде добар и искрен, бидејќи сепак правдата на крај на вистина излага на површина. И пред неколку дена кога беше уште, кога траеше целата ситуација, реков, ако добија Џони Дип, кога го добија случајот, јас викам ќе частам торта и да се пофалам дека на вистина, значи, еве тортата со ликот на Џони Дип, нема тука трте мрте. Значи, требаше да им кажам на овие од тортарава, требаше да им кажам да пишат Isn't happy hour every day. Зашто имаше многу убави изреки цело време. Мислам на Џони Дип, нели?
кога го прашува зошто пиел, нели, он вика, па зарем не е среќен час секој час, нели, или пак, например, за она која рече Мегапайн или така натака. Имаше многу убави моменти, вредеше да се гледа видеото, многу е веројатно дека ќе излезе документарец за целото судење, бидејќи е сниман целиот процес. Едва и ќе го чекам да излезе, ќе го гледаме сигурно сите на не знам на што, на не знам како, и тоа би било тоа. Се пишуваме, односно се снимаме во некоја следна прилика, јас сега ќе си јадам од тортата, штета што не можете да бидете тука. Ако имате некои своји мислења, како вие сте доживеале целата приказна, слободно пишете си во коментари, за тоа всушност и постои овој наш YouTube, нели? За да се дружиме, за да си пишуваме и кога сме далеку и кога, нели, не се познаваме лично. Чао, чао, се слушаме и се гледаме во некој следно видео.